Јас денеска решив да некако се вклопам во она што го зборуваме веќе четврти па и пети месец, оправдување со вера, иако ќе се обидам некако да направам некој баланс, односно знаеме, верувам дека не би требало ние, барем кои што сме постари верници, да навлекуваме во нешто такво, значи, нели, често пати кога се зборува оправдување со вера, па сега кај се делата тука, па некако се... Мартин Лутер имал проблем исто. Тука, знаете дека имало два моменти битни во неговиот живот, кои што биле клучни, за да ја дигне, значи, да почне реформацијата, иако реформацијата, нели, почнала и предходно. Сеќавате минатиот пат, почнавме со Виклиф, па Хус, значи не открило ништо ново, што претходно не било откриено во поглед на оправдување со вера. Значи, еден од клучните моменти бил оној кога, нели, прв пат на универзитетот во Витенберг ја нашол она Библија на латински и почнал да чита. Тоа веќе почнало да менува многу во неговиот живот и сватил дека луѓето се во заблуда, дека, нели, црквата има многу погрешно учење за многу нешта и подосна кога го удрило онака, нели, оној стих од Римјаните 1.17, што е всушност и во Авакум 2.14, така беше, да? Праведникот ќе живее од верата. Тоа исто така бил клучен момент во неговиот живот. Но имал проблем и он самиот со посланието, Јаковото послание, кој што го нарекол, нели, сламено, или така некако сламено послание, за кој што сметал дури дека може би треба да се исфрли од канонот, од Библијата. Конкретно, нели, со оние стикови, еве да почнеме таму, во Јаков, значи, Јаково послание, читаме во 2 глава. Знаете зашто се решив на вакво нешто? Затоа што, мислам, ова не е дека не е зборувано, ама некако како да... Сега ние теоретски можеби да, ќе разбереме темата оправдување со вера, ама некако, нели, нормално после недостасува можеби Дух Свети пред се, наша посветеност за да тоа го живееме, ама има впечаток дека кај некои кои што можеби претходно живееле легалистички живот, значи се труделе некако да го држат законот, па знаете дека тоа не е возможно во нашата природа, па ќе издржиш месец, два, не знам колку, тоа ти исто како, еве не знам, било каква слабост и да имате слабост од, што знам, еве, ќе земеме еден пушач како пример, кој што, нели, слабост, проблем му е пушењето, па ќе издржи некако онака 2-3 месеци, ќе се труди да не пуши, ама ќе дојде ситуација кога пак ќе запали цигара. Така и ние некако сме во таква некоја состојба. Значи, тој некој кој што бил легалист и сега ја открива темата за оправдување со вера и сега одеднаш да, може би чувствува мир и сето тоа, ама животот му е као да скрстил или као да дигнал сите 4 увиси и нема ништо во неговиот живот. Значи, нема ништо. Буквално нема ништо. Никаква активност, нема никакви дела, нема ништо. И сега Јаков зборува баш на таа тема и како сега тука Мартин Лутер подосна, нели, веројатно успел да ова го компонира, да го свати. Ја ќе зборувам за совршена вера. Тоа ќе ми биде насловот. Не дека не сме зборували на оваа тема, меѓутоа, ете, може би од некој малку поинаков агол со мои мисли и така натаму. Да читаме во 2 глава, значи Јаков, од 20 до 23 некаде стих. Значи 2 глава Јаково послание. Познати оние зборови. Сакаш ли пак да сознаеш, суетни човеку, дека верата без дела е мртва? Сега, Јаков се навреќа повторно на она искуство на Аврам, исто како нели Павле во Римјаните 4 глава. Минатата поука не беше за тоа, ги обработувавме тие стихови, односно се навративме на Битие, таму 12-15 глава. Вели, нашиот татко Аврам
Не беше ли оправдан? И сега и Лутер, кога читал, очекувал тука од вера да прочита. Како и во Римјаните 1.17. Но тука вели, не беше ли оправдан од делата? Кога го и се шокирал. И затоа и го нарекол такво сламено, нели, послание, кој што не му припаѓа, неговото место не припаѓа тука, во Библијата. Не можел да свати сега, како? Кога тој самиот, нели, го поминал тој пат, учен така во католичката црква, значи дека, нели, треба да се мачи, да гладува, да не спие со ноки и така натаму, за да биде оправдан. И никако не наоѓал мир. Нашел мир, откако открил дека оправдувањето е со вера. Меѓутоа сега Јаков го буни тука. Значи, нашиот татко Аврам не беше ли оправдан од делата? Кога го принесе на жртвеникот својот син Исак? Значи, прашање. Гледаш дека верата соработуваше со неговите дела, алудирајќи, значи, на овој настан, кога Аврам го принесува Исак во жртва, соработуваше, значи, верата со неговите дела, и дека верата преку делата стигна до совршенство. Затоа реков совршена вера. Некако како овој стих се гледа дека делата ја усовршуваат, такво влијание имаат на верата, ја усовршуваат верата. И 23 стих вели, и така се исполни писмото, кое вели, значи Јаков цитира од Стариот Завет, Аврам му поверува на Бога и тоа му се засмета за правда и се нарече Божи пријател. И тоа е кој стих? Сеќаваме ли? Во Битие 15.6. Да. Ајде сега да отвориме во Битие и да повторно се позабавиме малку со Аврам и со неговиот живот. Битие 15 глава, прва Мојсиева, значи тоа е 15 глава. Од први стих ќе читам, па ќе стигнеме до 6-тиот, да се подсетиме на целиот овој текст. По тие настани Бог му испрати слово на Аврама во видение. Не бој се, Авраме, јас сум твој штит, а твојата награда ќе биде многу голема. Аврам рече, Господи Боже, што ќе ми се даровите кога останав без пород, кога овој Елиезар од Дамаск ќе го наследи мојот дом. Аврам рече уште, ете, не ми даде потомство и слугата роден во мојот дом ќе ми биде наследник. Ама Господ пак му испрати слово и му вика, тој нема да стане твој наследник, туку ќе те наследи твојот потомок, значи, кој ќе произлезе од твоето бедро. Го изведе надвор и рече, погледај сега на небото и изброј ги звездите, че ова е минатата полука го анализиравме, ако можеш да ги преброиш. И му рече, толкаво ќе биде твоето потомство. Значи не само што ќе добиеш потомок, тука и наследството, значи од него понатаму ќе се размножи голем народ. А Аврам му поверува на Господа и тоа му се засмета за праведност. Видите, Аврам тука ништо не прави. Едноставно поверувал. И тоа му се засмета за праведност. И како што, нели, проучувавме, Аврам стана праведен тука, така ли? Аврам е праведен. Врз основа на неговата вера. Тоа му се засмета за праведност. Меѓутоа, неговата вера се уште не е совршена. Можеме така да се изразиме. Како што видовме од Јаковото послание, кога се усовршила неговата вера, при кој настан? Значи, кога го принел Исака на жртва, односно бил волен да го принесе, тоа бил тест, не дека Господ го барал Исак, на Господ му бил битен Аврам, да види дали Аврам навистина верува. И сега во 15 стих 6 глава велиме, читавме дека Аврам му поверува на Господа. И сега не дека туку така таа вера кај него се родила. Господ делува уште од 12 глава. Се вратиме сега во 12 глава. Како постепено, значи, растела таа вера. Како Господ делувал да расте кај него верата. Некојаш може би така летимишно само ќе поминеме преку овие стихови, иако често пати сме се задлобочували, сме зборували за овој момент. Значи, каква е таа вера што имала Аврам? Замисли си во 12 глава, Господ му се јавува на Аврам и му вели од први стих,
Господ му рече на Аврама, излези од својата земја, од родното место и од татковиот дом и оди во земјата што ќе ти ја покажам. Замислите си, Господ ви се јавува и ви вели, излезете од Скопје и одете таму кај што ја ќе ви покажам. И сега Аврам, и потоа му го дава ветувањето, што тука ќе направам голем народ од тебе, ќе те благословам, да ги прочитаме, значи до 3 стих. Ќе го прославам твоето име и самиот ќе бидеш благослов. Јас ќе ги благословам оние кои што ќе те благословуваат, а ќе ги проклонам оние кои што ќе те проклонуваат, и во тебе ќе бидат благословени сите племиња на земјата. Уште тука го дава ветувањето, Господ му вели, излези од тука, од Харан, од Дур. И не му кажува кај ќе оди. Може се замисли во ваква ситуација. Значи, Аврам трга, значи спрема куфри, да кажеме така, и може да замислите неговите комши и таму што му велат, и го прашуваат, добро, кај си тргнал? Кај одиш? Еве, Господ ми се јави и ми кажа да го напуштам ова место. А кај одиш? Па не знам. Кукава вера е потребна за вакво нешто. Одите, не знаете кај одите. Јасна е, заповедта овде е јасна, значи Господ му вели, напушти го ова место. Не одиш во непознато, крајот не се гледа. Па затоа е вера, значи ние некој пати сакаме сите факти, сите коцкички да ги имаме во животот и да тргнеме, како што често пати знаеме да дојдеме во дискусии, па нели треба да ги напуштаме градовите, па односно не во онаа смисла да ги напуштаме, нели како во времето на неволите, која ќе има прогонства, туку нели парче земја, еве и сега поготово почист воздух таму некаде на страна и се викаме, па знаеш, па неа ова, па неа па средства, па не знам сега, па ова, па она, па се нешто нели ни смета, нешто неаме, нешто сакаме се да ни се поклопи и тогаш ќе тргнеме. На Аврам ништо не му било поклопено. Че он jednostavно верувал на Словото Божие. Тоа е верата. Господ рекол излези, ја ќе ти покажам каде. Он не знал каде. И знаеме, нели, подоа постепено како го води од едно на друго место, па шатори, па мислам жртвеници Аврам и така натаму. И дури Богато го благословил за сето ова време. Ако читаме таму, кој стих беше некаде при крајот, мислам, каде беше оној стих кај што вели дека Аврам тука имал 75 години. Ова глава, 12 глава, мислам дека имаше стих. Но? А да, 4-тиот. Тоа Аврам тргна како што му рече Господ и Лот тргна со него. Аврам имаше 75 години кога излезе од Харан. На 75 години. И сега до 15-та глава, каде што од прилика он, не знам дали тука баш Илен Вајд коментира, меѓутоа на 86 години ќе го добие Исмаел. Но, ајде да речеме 85-4, не знам колку имал, кога Господ ќе му се јави, кога му дава, значи, ветувањето во 15-та глава. Значи, тоа се 10 години, да кажеме, каде што тој оди од место на место и едноставно како што Господ го води. И за тие неколку години Господ богато го благословил. Значи, полека стекнувал се поголема и поголема вера во Господа. И сега што се случува? Што се случува, прашање, меѓу 15 глава Битие и 22, каде што тој ќе го жртвува Исака, својот син, што укажува на тоа дека неговата вера се уште не е совршена. Сите знае. 16 глава, 2 стих. И Сара му рече на Аврама. Значи, да речеме, не знам, 85 или не знам колку години имал во 15 глава, во 16 глава веќе има 86. Дали година, дали не знам, 2 трајало откако тоа време, откако, нели, повторно го добил ветувањето дека од неговото бедро ќе добие наследник, потомок. Сара му вика на Аврама, гледаш, Господ ме направи неплодна. Влези кај мојата слугинка, може би ќе добијам деца. И Аврам ги послуша Сарините зборови. Клучен момент.
До овој момент Аврам го слуша Божиот збор, Божието Слово, се потпира на Божиот збор, тоа е верата. И сега е моментот кога тој ќе послуша нечи друг збор. Тука ние често паѓаме. Мислам, најчесто тука паѓаме. Кога место Божиот збор, место да чекаме на Господа и ќе послушаме зборот на, може да биде жената, може да биде мажот, може да биде децата или така натаму, така натаму. Во случајов Сара бара нешто што е спротивно на оно што Господ го ветил, значи, односно, ете као, сака да му помогне, тоа е, нели, оправдувањето со дела. Што? Знаете, оправдување со дела е кога ќе примите ветување и сега вие ќе го злоупотребите, да кажеме, тоа ветување. Односно, ќе, место да чекате, затоа што Господ ветил, треба да чекате на Него, вие сега ќе се обидете, не знам, тоа е толку сулудо, може би една, не знам дали ќе биде најсовршен пример, ама, пример да речеме, Господ ви се јавува и вика Данило, на Данило му се јавува и Данило ќе те направа милиардер, милионер, да речеме, пример. И сега Данило може би чека година, две и си вика, како бе ја милионер ќе станам, пример сега. И кидам, ќе ограбам банка со некоја дружина и како е, да речеме, од НЛБ банката, колку однесува тоа, колку милиончиња, и сега 1 милион ќе си земам за мене, јас сум милионер. Ќе ми уопсат и ќе ме прашаат, зошто бе? Господ ми вети дека ќе ме направи милионер. Мислам, тоа е сулудо, меѓутоа така изгледа. Господ ти ветил и сега ти се обидуваш нешто со своја сила да го истераш тоа, без да чекаш на него. Да. Еве, ова е доказ дека Аврам, неговата вера се уште не е совршена. Е послушал жената. 16 стих од истата глава, последниот стих. Кажува дека Аврам имаше 86 години, кога Агара му го роди Исмаел. Пазите, не било лесно баш за Сара да поверува. Значи, ако Аврам имал овде 86, колку имала Сара? Колку се разлика? 10 години, нели? Имала 76. На 76 години го добил Исмаела. Не било лесно затоа што уште пред да го добие таа, вели во вториот стих, значи дека Господ вика ме направи неплодна, дори како да го обвинува Господа. При тоа што е неплодна. Односно, ети годините и се тие. Че таа уште на 75 години е неплодна. И сега, како тоа Господ ветува дека ќе добиеме дете. И чека, и сега се вика, веројатно Господ мислел овака. Јас сум неплодна, оди ти со слугинката. Пак ќе биде, нели, од твоето бедро, тоа ќе биде потомо твоето бедро. 17 глава, 1 стих. Сега колку Аврам има тука години? Пазете, од 86 години, на кои што години го добива Исмаел, 13 години нема никаков глас од Господа. Аврам има 99 години, во 17 глава Битие, и вика, кога Аврам имаше 99 години, Господ му се јавува. Сега Господ му се јавува после 13 години. И му вели, јас сум Ел Шадај, семоќен Бог, оди по мојот пат и биди непорочен, а својот завет го случувам со тебе и ќе те размножам многу. 19 стих. Јасно и гласно ќе му каже Господ. Да не направи повторно грешка. А Бог рече, 19 стих, сепак, твојата жена Сара ќе ти роди син. Значи, твојата жена Сара ќе ти роди син. Не само што ќе биде од твоето бедро, тука ќе биде од Сара. Твојата жена Сара ќе ти роди син, дај му го името Исак, својот завет ќе го склучам со него, вечен завет со него и со неговото потомство после него. Сега. Римјаните 4 глава. Ја имавме минатиот пат, нели, за проучување, ама може би не се задржавме толку нови стихови, малку дел од тие стихови Јани денеска ги прочита.
Читаме од 19 стих. Сега полека доаѓаме до тоа како се усовршила Аврамовата вера. 19 стих, 4 глава Римјаните. И не ослабна во верата, кога го имаше предвид своето веќе умртвено тело, зашто беше околу 100 години. Значи, на кој настан, на кој момент алудира? На 17 глава Битие, значи, кога Господ ќе му се јави, кога ќе му рече, не, од Сара ќе добиеш син. Вели, не ослабна во верата, значи, го прими тоа, и тоа му се засмета за праведност, која го имаше предвид своето веќе умртвено тело, зашто беше околу 100 години и умртвеноста на Сарината утрава, која што нели беше околу 90, односно 89. Не се посомнева во Божјето ветување, туку зајакна во верата и му даде слава на Бога. Наполно уверен, еве што е верата. Ова малку подсеќа на она дефиниција за верата во Евреите 11 глава 1 стих. Наполно уверен во нештото што не се гледаат. Тоа е вера. Наполно уверен. Ние тука паѓаме, поради недостаток на вера. Колку сме ние наполно уверени во ветувањата што ги читаме во Библијата од Господ. Треба целосно да се уверен. Да се фатиш со две раце за неговото ветување. Целосно. Че вели наполно уверен дека е силен, дека Господ е силен, дека е моќен, дека може да го исполни оно што го ветил. Тоа е верата. Затоа тоа му се засмета за праведност. И дали понатаму вели, но тоа не е напишано само за него, туку и дека му се засмета, туку и за нас. Меѓу другото, овој настан со Аврам го имаме и заради нас, за нашата вера да се уцврсти. И дури се што е запишено, вели таму, за поука за нас. И сега доаѓаме во 22 глава Битие, каде што нели ќе се усоврши неговата вера. Господ морал да го стави на овој тест, за да не падне како претходно. Го добил ветениот син Исак и сега му доаѓа глас, значи ова е негде може би после 17 на години, Исак е младо момче, му доаѓа глас од Господ и Господ му вели по тие настани, 22 глава, значи, први стих, по тие настани Бог го стави на проверка Авраама, го повика Аврааме, тој одговори еве ме, и Бог продолжи, земи го својот син, својот единец Исак, кој го любиш, и отиди во местноста Морија и принеси го таму како жртва паленица на ридот што ќе ти го покажам. Јас нема да кажам дека Аврам може би не бил шокиран од ова, меѓутоа сепак тргнал да го принесе. Како сега да го свари тој ова? Ева да се ставиме во негова позиција. Му ветил дека преку Исака ќе се размножи неговото потомство. А сега му вика, оди принеси, уби го својот син. Како сега тоа едно со друго? Видите како се усовршила неговата вера. Сте биле вие во некоја ваква ситуација? Ова е многу тешка ситуација. Господ ви ветил, први нели паѓате, потоа повторно ти ветува, го добиваш ветениот син и сега откако тој е веќе, значи во најубавите години да кажеме, 17 години, дури нели да кажеме пред да почнува нели да се размножува потомството и преку него и така натаму, сега Господ ти се јавува и те вели оди принеси го како жртва. Кај се крие одговорот? Како тоа Аврам тргнал? Која е таа негова вера? Како тоа го сварил тој во својата глава? Евреите 11 глава. Ова се сега најубавите моменти. Евреите 11 глава читаме од 17 до 19, нели она глава за хероите на верата. Каде што повторно се потврдува, значи, дека верата без дела е мртва. Во оваа глава, 11, значи имаме примери на великани на верата, каде што, нели, постојано читаме со вера, Ное изгради ковчег, значи направи нешто. Не седеше со скрстени раце. Со вера изгради ковчег. Со вера Мојсей
Тоа и тоа направи. Со вера тоа и тоа направи. И сега читаме 17 до 19. Преку вера Авраам, кога беше испитуван, го принесе Исака, и тој, кој ги прими ветувањата, го принесе својот единороден син, кому му беше речено, че се повторува, значи неколку пати овде, во Исака ќе биде наречено твоето семе. Тој помислил, тој сватил, тој заклучил, дека Бог може и од мртвите да воскреснува. Ова е многу силно. Затоа Аврам е татко на верата. Аврам заклучил, никако поинако не можел да заклучи. Ако Господ ми вети дека преку Исак ќе биде благословено моето потомство, че тој е ветениот, како сега ми вели да го принесам како жртва. Единствено како тие две работи можел да ги поврзе е поверувал дека Господ и да го убијам, Господ ќе го воскресне. Од каде му е таа вера на Аврам, сега ќе се запрашаме. Да дочитаме само 19 стих. Затоа го прими и како преобраз на воскресението. Ајде се запрашаме сега од прва глава Битие, од почетокот, до 22 глава Битие, до случката со Аврам и Исак. Дали Аврам бил сведок на некое воскресение во Библијата? Имаме ли некое воскресение во тие 22 глави? 21, односно, на 22. Дали слушнал, може би, не морал да види, да биде очевидец, но дали слушнал за некое воскресение некаде? Нема никаде воскресение. Видите каква е таа вера, таа совршена вера. Тргнал сепак да го принесе Исака, верувајќи дека Господ е моќен, Господ е силен, Господ може и да го воскресне. Дали има или нема воскресение? Нема случај на воскресение на човек, нели, кој што умрел па да го воскресне. Ама имало едно воскресение, поинако и тоа во неговиот живот. Римјаните 4 глава се вратиме. Што вели 19 стих, да го повториме. Претходно прочитавме. И не ослабна во верата, кога го имаше предвид своето веќе умртвено тело. Зашто беше околу 100 години. И умртвеноста на Сарината утроба. На какво воскресение бил сведок Аврам? На воскресение на репродуктивните органи, и кај него, и кај неговата жена. Значи, ти биле веќе умртвени. И то повеќе години, и кај Сара, и кај него. Че Господ едноставно, тој си рекол, ако Господ може вакво нешто да направи, значи јас веќе у одминати години, Сара веќе неплодна, ако Господ може тоа да го направи, па Господ може да го воскресне Исак. Иако не бил сведок на такво нешто претходно, никакво воскресение претходно. Еве како се усовршува неговата вера. И сега еден друг клучен стих, Римјаните 4 глава 18, намерно го оставив да не го прочитам, читав од 19 па надолу. Видите што вели 18 стих, овој стих мора да го запамтим, затоа што е многу клучен во оправдувањето со вера. Што вели? Без надеж тој се надеваше. Интересно е, како може без надеж се надевал. Да го прочитаме целиот први. Без надеж тој се надеваше и поверува дека ќе стане татко на многу народи според реченото такво ќе биде твоето семе. Видите, оправдување со вера значи кога ќе изгубите секаква надеж во себе, во своите способности, во тоа што вие можете. Аврам и Сара изгубиле секаква надеж. Како може јас на 99 години, а она на 89 години? Нема шанси. Изгубиле надеж во себе. Сетете се на, кога зборувавме за бурата на Галилејското езеро, првата еве бура, кога учениците се труделе со саати да го спасат бродот, чамецот да не потоне. И што е ли тамо Елен Вајд, кога изгубија секаква надеж дека ќе се спасат,
Кога веќе ја гледаа смртта пред себе, тогаш повика, тогаш Господ ги услиши и дојде. Мислам, нели, го видоа Исуса, па тој стана, се разбуди и укрути бурата. Кога изгубија секаква надеж. Се доека има и најмала надеж, трунка надеж кај нас, дека ние нешто можеме, тоа е оправдување со дела. Ќе повторам ше еднаш. Се доека има и најмала надеж кај нас дека ние нешто можеме, тоа е оправдување со дела. Че треба да изгубиме сета надеж во нас, а целосно да се насочиме на Господа и да кажеме сета моја надеж во спасението, во оправдувањето, во избавувањето е во Господа, не е во мене. Зато Мартин Лутер верувал во сола скриптура, значи во Словото, сола фиде, верата, сола Христос, како што на минатиот пат верувавме, само Христос. Зато што изгубил надеж во себе. Колку пати пробувал тамо, коленичел и по тие Пилатови скали дури се качувал, кои што, ги лажеле маловерните луѓе дека некако, не знам, прелетале од Ерусалим тамо, па стигнале во Рим. Коленичел, се камшикувал, се мачил, постел, гладувал, не спил со ноки. И тоа во филмот е прикажано, значи, таа негова борба. И пак не успел, и пак не успел. Че треба да изгубиме сета надеж во нас. Многу убав стих. Без надеж во себе, тој се надеваше во кого? Се надеваше во Словото што му го кажа Господ, во ветувањето дека од тебе, од твоето бедро и од цара ќе произлезе потомок. Тоа е оправдување со вера. И тој целосно се фатил за тој збор, за тоа ветување. И тоа му се засмета за праведност. И кога дојде искушението, Господ мораше да го искуша. Не дека Господ го сакаш Исака. Значи, нели, знаеме дека во последен миг, значи, дури чекал до тој миг, додека, нели, го врзал сето тоа, го припремал и го дигнал ножом. И Господ му ја фаќа раката. И му вели, добре, сега знам. Дека ми веруваш и, нели, Господ потоа, вели, обезбеди. Се погрижи за жртва, како што се погрижи, нели, преку Христа за секој од нас. Да го принеси својот син, единороден, прекрасна слика, нели, во случајот со Аврам и Исак. И така верата негова се усоврши. Тоа Господ го бараше. Тоа Господ го бара и од нас. Значи, без разлика дали, може би сте болни, дали не знам што, едноставно не гледате никаков излез, се доека не паднете до тој момент, во безнадежен момент, да нема никаква надеж ни во себе, ни во некакви човечки интервенции или било што. Како и самиот Исус, сетите се во Гециманија, нема никаква човечка подкрепа, ништо. Се нашол во една тешка ситуација кога барал подкрепа, никој не му дошол, и сите спиеле. Целосна надеж во Господа. Повторно ќе се присетам на оној сон на Елен Вајд, онаа патека покренели оној висок зид, како се повеќе се стеснува и на крајот провалија, нема никаква патека, веќе и само онаа јаже која што не виси на ништо, не му гледаш крајот таму горе. Тоа е верата. Тоа е Господ. Верата во Господ се фаќаш за јажето само единствено во Господа. Надежта е во Господа. Во нас нема никаква надеж. Ќе се сетаме на еден друг цитат во моментов. Елен Вајд вели, да, тоа минатата недела, мислам дека некој го постираше на Фейсбук. Вели, се додека гледам на себе, односно колку повеќе гледам на себе, толку повеќе се прашувам како е можно да се спасам. А се додека гледам на Христа, се прашувам како е можно да бидам изгубена. Многу убав цитат. Значи, не гледате на себе. Нема надеж во нас. Видовме, нити можеме законно да го држиме, нити можеме еден ден да не сгрешиме, што се вели, без Господа. Тоа е нашата реалност. Ние живееме во една грешна природа која што влече кон грев. Јас би го прочитал пак тој стих, значи многу в Римјаните 4:18. Без надеж, тој се надеваше и поверува на Господа, значи неговото ветување, дека ќе стане татко на многу народи според реченото. И тоа го потврди, дека верува со оној чин кој го принесе Исака на жртва. И тоа се всушност и делата. Значи, делата се за да покажат дали имаме вера.
како едно дрво, да речеме, ако раѓа недобри плодови или не раѓа воопшто, значи нешто има проблем. Најчесто со коренот. Коренот не го гледаме, тоа е таа вера. Коренот не се гледа, ама се гледа според плодовите. Не добрите плодови или недостаток на плодови индицира, укажува на тоа дека се нема вера. Значи, ако ние немаме дела во нашиот живот, ако не уживееме Христовиот живот, Христос бил исполнет, неговиот живот бил исполнет со дела, тоа само едно покажува, дека ја немаме верата. Или пак не се усовршила се уште таа наша вера. Кога зборувавме за, односно претходно ќе прочитам во Ефесијаните, пригашуваме 2 глава, Ефесијаните 2 глава од 8 до 10. Уште овие стихови исто така кои што укажуваат на тоа. Зошто по благодат сте спасени преку верата. И тоа не е од вас самите. Тоа е Божи дар. Не е од делата, за да не се фали некој. Значи, ниедно дело не може да не препораче да не спаси. Имено, но тука не застанува. И вели, имено, 10 стих, негово дело сме создадени во Христа Исуса за добри дела, кои што Бог ги подготви однапред за да живееме во нив. Значи, спасениот со вера живее во дела. Неговиот живот е полн со дела. Тој индикатор укажува на тоа дека има вера. Ја дури ви посетил сега на крајот на онаа тема, кога зборувавме за морална перверзија, читав стих од Исаија 5 глава. 14 стих беше, да. Нели тешко на оние кои што доброто го нарекува зло, злото добро. Знаете како започнува 5 глава Исаија? Со онаа слика за лозието. Како Господ го окопа, го наѓубри, се што требаше направи, го огради и на крајот сепак роди кисело грозие. Што е индикатор на тоа дека нешто не е во ред. Со што? Повторно, значи, пак таа слика. Значи, грозието не е како што треба, а се направил, Господ се направил. Значи, навистина Господ се направил, нема што не направил. Верата е проблем. Ако ги нема делата, значи нема ни вера. Делата се само, значи, показател, затоа ќе ни се суди според делата. Меѓутоа, јас се надам дека ја видовме преку оваа слика повторно, преку животот Аврамов и пред се моментот кога го принел Исака на жртва, како таа вера се усовршува и како можеме да ги уклопиме тие две работи, верата и делата. Живата вера секојаш е проследена и со дела. Нека му е слава на Господе, нека ни помогне да навистина живееме живот како Аврам, да растеме во таа наша вера, да се усоврши таа наша вера. А за тоа Господ е тука да ни помогне. Нека му е слава нему. Амин.